Почитувани добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. По повод денот на пензионерите на Република Македонија во манастирот Свети Спас кај виничкото село Драгобраште се одржа регионална средба на 13 пензионерски здруженија. Организатор на настанот беше Сдруженијето на пензионерите под покровителство на општина Виница, при што на присутните им се обратија градоначалникот Ивица Димитров и министерката за одбрана Радмила Шекеринска. По повод денот на пензионерите на Република Македонија, во дворот на манастирот Свети Спас кај виничкото село Драгобраште се одржа регионална пензионерска средба. На настанот учествуваат 13 пензионерски здруженија од државата со над 1000 пензионери. Присутните ги поздрави градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров. По повод денот на пензионерите на Република Македонија, општина Виница заедно со Сдруженијето на пензионери на општина Виница ја организираше оваа прослава, тоест пикник на манастирот Свети Спас, кој се наоѓа помеѓу селата Пеклан и Драгобраште. На оваа манифестација покровител општина Виница, меѓутоа учествуваат 13 здруженија од цела Република Македонија. Значи овде можете да забележите дека има повеќе од 1000 пензионери, меѓутоа има и гости и други присутни кои што живеат во овој крај. Како гостин на регионалната средба на пензионерите присуствуваше и подпредседателката на владата и министер за одбрана Радмила Шекеринска, која во обраќањето пред присутните рече дека очекува и лицата од третото доба да дадат принос за напредок на државата. Токму пензионерите, оние кои што ја граделе, ја изградиле Република Македонија и посакуваат на својата држава да оди напред. И посекуваат да оди напред и да им овозможи на нивните деца и внуци да живеат во подобри услови, да живеат во услови кои што се еднакви како во земјите членки на Европската Унија. И затоа јас денеска овдека видов неподелено поддршка на историската одлука која што граѓаните на Република Македонија ќе ја носат на 30 септември. Историската одлука носи историска одговорност. Да искористиме таа шанса и да овозможиме Македонија многу брзо да стане членка на НАТО и веднаш да ги почне и преговорите со Европската Унија. На таков начин ќе ги задржиме нивните деца и внуци овде, ќе ги убедиме дека европски живот може да се гради и тука во Република Македонија. На крајот од обраќањето, министерката Шекеринска рече дека македонските граѓани треба да ја искористат големата историска шанса на предстојниот референдум, затоа што иднината на државата ќе ја решаваат оние кои ќе учествуваат во референдумското изјаснување. Градоначалникот Илиев на средба со представници од граѓанскиот сектор. Целта е зајакнување на соработката со невладиниот сектор како една од значајните алки во функционирањето на локалната заедница. Со цел да зајакне соработката со невладиниот сектор, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев одржа средба со представници на кочански здруженија. Граѓанскиот сектор е една од значајните алки во функционирањето на локалната заедница. Сметаме дека таа соработка треба да се засили заради придобивките од јавен интерес, рече на средбата градоначалникот Илиев. Представниците на невладините организации ги истакнаа потребите од позасилена комуникација со општината, од заеднички простории за работа и подобра комуникација меѓу здруженијата, координација при аплицирањето на проектите, одговорно лице од единицата за локална самоуправа за соработка со невладиниот сектор и фонд за поддршка при поднесување проекти од програмата за прекугранична соработка. Илиев изрази подготвеност за решавање на овие прашања, како и за креирање проекти со вклучување на пошироката локална заедница. На средбата со градоначалникот беше разговарано и за важноста на актуелниот момент со референдумот за приклучување на Македонија кон Европската Унија. Присутните го истакнаа значењето на европските фондови и пари како можност за реализација на многу граѓански иницијативи и проекти. Во туристичкиот инфоцентар Пониква се одржа работилница на тема креирање визија за Осогово идно заштитено подрачје. Целта на работилницата е да се информира локалното население за активностите поврзани со процесот за прогласување на Осогово како идно заштитено подрачје. Во туристичкиот инфоцентар Пониква преку програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, се одржа работилница на тема креирање визија за Осогово идно заштитено подрачје.
Целта на работилницата е локалното население и засегнатите страни да се информираат за активностите поврзани со процесот за прогласување на Осогово како идно заштитено подрачје и да се вклучат во креирањето заедничка визија за Осоговскиот регион. Маријан Шулевски, тим лидер на програмата за зачувување на природата во Македонија, ја истакна важноста за зачувување на животната средина и природата, како искористувањето на природните ресурси и промоција на ваквиот начин на искористување заради поддршка на локалниот и социоекономски развој на заедниците. Градоначалникот на Кочани и председател на Советот на Источниот плански регион Николчо Илиев даде своја поддршка во изнаоѓањето соодветни мерки за заштита на природата во овој регион, кој што изобилува со биолошка разновидност и природни вредности, но и обезбедување развој на одржлив начин со придобивки за локалните заедници. Работилницата се организира од Македонското еколошко друштво и Центарот за развој на Источниот плански регион, а учествуваат представници од местното население и граѓанскиот сектор. Тројца повредени ученици и неколку изгорени училници е билансот од стимулираниот пожар што утрово избувна во основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци. Успешно спроведена тактичко показна вежба на училиштето, евакуација во случај на пожар. Едно возило на територијалната противпожарна единица на Кочани со спремните пожарникари беше доволно да се изгасне пожарот во основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци, кој како дел од вежбовната активност избувна во училиштето. Од стимулираниот пожар беа зафатени неколку училници и беа повредени тројца ученици, кои навреме беа евакуирани од пожарот и од страна на екипите и волонтерите од Општинската организација на Црвениот крст Кочани. Им беше укажано прва помош. Евакуацијата и симулацијата на пожарот се спроведе со учество на сите вработени во училиштето и учениците. Од вежбата се покажа дека основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци, како и територијалната противпожарна единица на Кочани, се подготвени за брза реакција при евентуална несреќа и исправување во случај на пожар. Денес во нашето училиште по втор пат беше организирана и спроведена симулација на пожар од страна на територијалната противпожарна единица од Кочани во соработка со Црвен крст на Република Македонија, поддршна единица Кочани. Успешно евакуирани наставници, успешно евакуирани деца, успешно спроведена акција од страна на противпожарната единица на тројца повредени ученици, од кои двајца потешко, еден полесно. Би сакал да им се заблагодарам на територијалната противпожарна единица од Кочани, на Црвен крст, за неуморната и несебична нивна соработка со нашето училиште. Нашето училиште е подготвено за секаков вид на евакуација, по претходно изготвена шема на евакуација. Територијалната противпожарна единица на Кочани ги поддржува ваквите активности на училиштата. Од истите се од големо значење за учениците да знаат без паника да го напуштат училиштето при евентуално избувнување пожар, но и да се види подготвеноста на самата територијална противпожарна единица при вакви случаи. Сме денес да представиме тактичко показна вежба во која има опожарена училница, евакуација направена на учениците, и воедно директорот ни известува дека има повредени неколку ученици. Колку ученици беше повредени? Три ученици, од кои две потешко, едно полесно дете, изнесени се од наша страна. Во соработка со Црвен крст исто така помагаат во вежбата за нивно санирање на моменталните повреди. Вежбата е со цел да покажеме спремноста од една страна на нашата единица, а од друга страна дека имаме комплетна соработка со сите училишта и на секои 2 години имаме намера да го повторуваме со цел да и учениците и вработените персонал да се запознаат со начинот како би било во реална ситуација постапката на сите и вработени и деца и нашите луѓе. Паунов додаде дека со сите училишта организираат вакви симулацијски вежби, преку кои се утврдува колку училиштето е подготвено да реагира во случај на пожар или несреќа. Вежбите се спроведуваат согласно планот за евакуација при несреќи и планот за работа на основните училишта. Преку е-системот на управата за јавни приходи, граѓаните ќе можат електронски да поднесат годишна даночна пријава за остварен приход. Со тоа ќе се поедностави процесот на поднесување пријави на граѓаните.
Сите физички лица кои во текот на 2018 година имаат остварено приход, вклучувајќи и оние што примиле само плата и пензија, треба електронски да се регистрираат во управата за јавни приходи на системот е-персонален данок. Од УЈП ги повикуваат граѓаните тоа да го направат поскоро и да не се чека крајниот рок, односно 31 декември оваа година. Обврската за регистрација во системот имаат сите физички лица кои оствариле приход по било кој основ: плата, регрес за годишен одмор, приход од закуп, добивка од игри на среќа, од странство, пензија и други приходи што подлежат на оданечување на персонален данок и данок на доход. Физичките лица треба електронски да се пријават на системот на веб страницата на УЈП. Откако ќе се пријават, потоа ги потврдуваат податоците во УЈП. Пополнетата даночна пријава преку електронскиот систем УЈП треба да ја достави до граѓаните најдоцна до 30 април 2019, а граѓаните ќе треба да ги потврдат или коригираат податоците од пополнетата пријава најдоцна до 31 мај 2019. Инаку, досега граѓаните мораа лично да ги посетат просториите на управата и таму да ја пополнат пријавата. Од оваа година овој процес ќе биде поедноставен со електронско пријавување на персонален данок. Голем црковно-народен собир и манастирска слава на храмот посветен на светиот Климент Охридски кај локалитетот Шарена чешма ќе се организира в недела на 16 септември по повод одбележување на денот на неговото осветување. Ќе биде отслужена света божествена литургија со која ќе чиноначалствуваат свештеници од Кочанското архиерејско наместништво. За сите заинтересирани верници кои сакаат да бидат дел од собирот и славата, има организиран превоз што тргнува во 8 часот кај градскиот плоштад во Кочани. В недела на 16 септември се организира слава на манастирот Свети Климент Охридски во близина на локалитетот Шарена чешма. Собирот е по повод одбележување на денот на неговото осветување, кога пред 3 години во присуство на голем број верници беше осветен овој манастир, посветен на патронот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, светиот Климент Охридски, ктиторско дело на господинот Благој Ситновски со неговото семејство. Со осветувањето беше одбележан и 70 годишниот јубилеј од одржувањето на првиот црковно народен собор во месец март 45 година во Скопје. И годинава по тој повод ќе се служи света божествена литургија во храмот, кој сведочи за нашето постоење и е впишан во редот на многуте храмови изградени во слава на Бога. По повод славата на манастирот ќе се служи и манастирски ручек, а има организирано и превоз за сите верници кои сакаат да бидат присутни на литургијата, со која ќе чиноначалствуваат свештеници од Брегалничката епархија. Автобусот тргнува во 8 часот наутро од градскиот плоштад во Кочани. Литургијата започнува во 9 часот. Фолклорниот ансамбл Кочани се врати од еднонеделна турнеја во Бејпазар, Република Турција. Учествуваше на 24-тиот фестивал на култура и туризам, што секоја година се одржува во овој град. Уште една успешна турнеја и уште едно незаборавно дружење на фолклористите на ансамблот Кочани во градот Бејпазар, близу Анкара, Република Турција. На традиционалниот меѓународен фолклорен фестивал што се одржува во овој град, Кочанскиот ансамбл учествуваше со рекреативната група фолклористи, кои се представија со 3 кореографии. Фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани, со рекреативната група, кои се на возраст малку повозрастни, бевме на 24-тиот фестивал на култура и на туризам, кој се одржува во градот Бејпазар, близко Анкара, во Република Турција. Фолклорниот ансамбл Кочани на фестивалот се представи со 3 кореографии, со Овче поле, Малешевија и Староградски игри. Освен гостувањето во Бејпазар, фолклористите има прилика да се прошетаат во Анкара, во посета на музејот гробот на Кемал Ататурк, на калето на Анкара и се разбира во некој мол на шопинг. Манасиев информираше дека се уште се во тек уписите на нови членови на ансамблот. Фолклорниот ансамбл Кочани моментално врши уписи на нови членови и тоа од 10 па до 70 години. Значи, кој сака да се запише, да изучува традицијата на Македонија и ората, нека повели во фолклорниот ансамбл Кочани, кој се наоѓа во мултикултурниот центар,
секој ден од 16:30 до 21:30. Инаку во последните години фолклористите од ансамблот Кочани се доста активни во изучување на нови кореографии и ора под раководство на нивните ментори, наставници Риста Георгиев и Ана Николова, кои што доста амбициозно влегува во раководството на ансамблот. Станува збор за ората Овчеполе, Малешевија, Малешевка, Лазаренки, Пијанец и други. Фолклористите до крајот на годината и следната година ги очекува уште доста турнеи и настапи во земјава и странство. Од 15 до 19 септември во Истибање се одржува 33-тото Истибанско здравоживо, меѓународен фолклорен фестивал со европска репутација. Фолклористите од 6 земји и Македонија ќе одржат концерти во Виница, Истибање, Македонска каменица, со организирање национални вечери на земјите. Меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо, кој годинава се одржува по 33 пат од 14 до 19 септември во Истибање Виничко, ќе ги собере на едно место фолклористите од 6 европски земји, како и од Македонија. Отворањето на фестивалот е закажано за 15 септември во Истибање, пошто ќе следи по 5-минутен настап на учесниците, а потоа на програмата е Македонската национална вечер. На 16 септември е традиционалното зажнејување на оризот, а во вечерниот термин се танците на народите на плоштадот Ангел Винички во Виница и потоа националната вечер на представниците на Молдавија, Словенија и Бугарија. На 17 септември учесниците ќе го посетат Скопје, а на 18 фолклористите ќе приредат концерт во Македонска каменица, каде национална вечер ќе имаат ансамблите од Литванија, Турција и од Хрватска. На 19 септември сите учесници ќе учествуваат на дефилето во Винница, каде ќе одржат заеднички концерт, пошто следуваат фолклорните случувања на последната вечер од фестивалот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.